под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добро дојдовте во втората епизода од втората сезона во подкастот Под површината со доктор Марија. Во денешната епизода зборуваме за една тема која што многумина од жените кои што се соочуваат со Хашимото ја имаат, а тоа е проблематиката со дигестивните проблеми. Генерален спонзор на подкастот е vitamini.mk, извор на докажани клинички испитани додатоци во исхраната. Доктор Марија, за оваа тема верувам дека имате многу што да кажете, затоа што во секојдневната пракса слушате еден куп такви жалби, ќе ги кажам, поплаки, и секоја една пациентка реално се соочува со дигестивните проблеми, така? Би можела да кажам дека сигурно 90 до 95% од жените со Хашимото се соочуваат со некаков вид на дигестивни проблеми. Така да дефинитивно е една од најзастапените проблеми кај Хашимото. Кои дигестивни проблеми можете да ги издвоите како најчести? Како најчести, значи подоеност, и макар што самата подоеност можеме да ја класифицираме на неколку начини и претпоставувам дека понатаму во епизодата ќе споменам, значи што гледам, значи кога станува збор за подоеност, но гледаме дали самата подоеност се јавува по прием на оброк, дали самата подоеност се јавува при стресни ситуации, дали самата подоеност е константна во текот на целиот ден или е, да кажеме, наутро немаме подоеност, а потоа во текот на денот се зголемува и во вечерните часови е најизразена. Ова е една од најчестите жалби на самите пациентки. Друго нешто што можам да издвојам како дигестивни проблеми, би рекла, се дефинитивно појавата на киселини, за кои што ќе зборувам, каде што сметам дека е многу по различен и грешен пристапот во Македонија кога станува збор за проблеми со киселини кај лицата со Хашимото. Ова е другата проблематика. Другото нешто е често подригнување, зголемена количина на гасови, обстипација, може да имаме диареја или пак можеме да имаме мешана столица. Би рекла дека главно ова се најголем дел од дигестивните проблеми или можам да го вклучам, значи, и чувството на застоеност на самата храна и тежина, значи, во стомакот после оброк. Палетата на симптоми е доста голема кога станува збор за дигестивните проблеми, така да дефинитивно, значи, и се разбира причините се различни, но дефинитивно е една од најзастапените проблеми кога станува збор за Хашимото. Кажете ми, кој симптом најчесто го ставате дека е алармантен, а пациентките многу често си го поврзуваат како нормална појава? Ете, пример ќе земам, подждригнувањето. Може да биде нормално, да го сметаме за нормално, ќе се најадеме после оброк, ќе имаме подждригнување, ќе имаме гасови, и тоа ќе го припишеме на тоа дека сме внеле храна и дека е нормално тоа. Би рекла за подждригнувањето, би рекла доколку до некаде е нормално, доколку станува збор за многу лесно подждригнување, доколку се случува, би рекла 2 пати, 3 пати во текот на денот, но постојаното подждригнување дефинитивно може да не упати на нешто друго. Значи може да не упати на некаков проблем. Во овој случај можеме да имаме инфекција со Helicobacter pylori или пак евентуално можеме да имаме проблеми и со самиот желодник, да кажеме со самата желудочна киселина и со горниот дел на дигестивниот тракт, по-скоро би рекла. Но она што сметам дека како симптом кој што најмногу се пренабрегнува, а се смета за сосема нормален, е присуството на обстипација. Да. И кога зборуваме за обстипација, зошто? Многу често, знаете, да ми дојде пациентка и да ми каже, кога ќе ја прашам дали има редовна столица, значи може да ми каже, да, имам редовна столица, значи, колку е редовна столица? Значи, одам 3-4 пати во неделата, во седмицата, и нормална столица. За нормална столица се смета, значи, барем една столица во текот на денот со чувство на полно празнење.
Зошто? Затоа што доколку немаме секојдневна столица, а столицата е местото преку кое што ги вадиме самите токсини, во тој случај ќе дојде до реабсорбција на самите токсини и се разбира може да дојде до влошување на самата состојба. Така да сакате дефинитивно една од работите кај која што се стремиме кај Хашимото е да имаме редовна секојдневна столица барем еднаш во текот на денот. Не сакаме да е течна, не сакаме значи ниту да е премногу тврда, сакаме барем минимум една добро оформена столица. Се разбира, имаме нешто кое што се нарекува таблица на Бристол, по која оценуваме самата столица, значи. Но, дефинитивно сметам дека е една од субтилните симптоми на кои што воопшто не се обрнува внимание, а се смета за нормале кај Хашимото. Следно прашање ќе ве прашам во однос на терапијата. Многу жени со Хашимото се под терапија. Да. Значи за самата тироидна. Дали самата терапија влијае да се влошат или евентуално да се подобрат тие дигестивни проблеми? Самата, ајде вака да се изразам, значи самата терапија не би рекла, значи кога имаме хипотироидизам или кога имаме намалена функција на тироидната жлезда, оно што сакам да го знаете дека тироидната жлезда влијае буквално на сите органи во самиот организам, меѓу кои и самиот дигестивен тракт. И кога имаме забавена функција на самата тироидна жлезда, имаме забавена функција и на самиот дигестивен тракт. Имаме забавен мотилитет, што значи забавено варење на самата храна, забавен транзит на самата храна. И во овој случај самата терапија може да придонесе, би рекла на некаков начин, да придонесе до забрзување на самиот мотилитет, но во случај да не придонесе и се уште да се соочуваме, а многу често се соочуваме, значи со пациентки кои што се на терапија, се уште имаат дигестивни проблеми, и како што реков, во 90-95% од овие пациентки, значи, имаат дигестивни проблеми, повеќето од нив се на терапија. Значи, тогаш бараме која е причината за нивните дигестивни проблеми. Која е тогаш причината за таквите дигестивни проблеми? Многу се причините, значи не знам од каде да почнам. Од каде да почнам? Од почетокот. Од почетокот, значи. Ајде нека да почнам од да кажеме од самата киселина, затоа што споменав пред малку киселина. Значи многу често пациентките со Хашимото знаат да примаат терапија со инхибитори на протонна помпа, каде што дополнително ја намалуваат желудочната киселина. Поради тоа што имаат киселини, значи ги користат терапија или им е препишувана терапија за потискање на оваа желудочна киселина. Но она што сакам да го знаете е дека исто на овој начин, значи би рекла кај 90% од лицата со Хашимото, немаме покачено ниво на киселина, имаме намалено ниво на киселина кое што на ист начин ќе се изрази со чувство на киселина. Симптомите се исти. Така да пристапот е сосема обратен од она што треба. Треба да ја подигнеме желудочната киселина за да може да започне да ја вари целата храна и тогаш голем дел од работите може да влезат би рекла на место, може да се легнат на место. Една странична забелешка нека да ставам овде. Многу несвесно пациентките со Хашимото започнуваат да избегнуваат намирници кои што содржат протеини од типот на месо, од типот на јајца, затоа што не можат, им станува тешко, значи кога ќе ги консумираат овие намирници. Зошто е ова вака? Затоа што немаме доволна желудочна киселина која што е одговорна за преработка на протеинот кој што се наоѓа во самите намирници. Поради што многу често, несвесно, ги избегнуваат самите протеини. И многу често знаат да дојдат да ми кажат, но јас не сум по месото, не сум по јајцата, не сум по протеините, да кажеме на некаков начин. Затоа што ми е тешко кога ги консумирам. Не е проблемот во тоа што им е тешко да ги консумираат, просто немаат доволно желудочна киселина која што ќе ги разгради. Ова е едниот проблем од дигестивните проблеми. Сакате да кажете, извинете што ќе ве прекинам, сакате да кажете дека според овие некои си прашања не ете, да речеме првична
консултација кога имате со пациентите. Според овие некои прашања, вие проценувате дали имаат ниска желудочна киселина или имаат висока желудочна киселина, немаат, имаат, како го Се проценувате разбира, тоа? значи, прво, нека да се разбереме, дефинитивно, ако некој има искуство со тоа како делуваат инхибиторите на протона помпа, значи, никада не ги бројам самите марки на инхибитори на протона помпа, но оние кои што ги пијат за киселина наутро, за да немаат киселина, сите ги знаат. Така да, дефинитивно е нешто кое што е сосема погрешно. И кога зборувам со еден пациент, оно што го прашуваме, дали после прием на протеини, примерно, дали чувствува, би рекла, тежина во стомак. Дали таа тежина во стомак се случува и значи неколку часа, дали трае неколку часа. Дали имаме подригнување, дали имаме киселини. Значи, многото овие симптоми ни даваат многу јасна представа за тоа, макар што постојат и специјални испитувања каде што можеме да испитаме дали нивото на желудочната киселина е ниско или високо, би рекла, макар што кај нас во Македонија не постојат. Дефинитивно, значи, би кажала дека кај Хашимото еден од најголемите проблеми е препишувањето на инхибитори на протона помпа, затоа што дополнително се потиснува и така ниската желудочна киселина кај овие пациенти, кое што отвара врата за појава на дополнителни здравствени дигестивни проблеми, би рекла. Добро, која е втората причина? Втората причина би кажала дека е неправилна работа на самата жолчка. Доколку земеме еден пациент со Хашимото, се разбира, Хашимото вообичаено е автоимуно заболување кое што се јавува во порана возраст. Многу ретко ќе најдеме некој дадека може да биде откриено во подосни години, би рекла, но вообичаено е болест на 20-тите, на 30-тите години некаде вообичаено. Така да, она што се случува, но доколку земете една жена со Хашимото, која што е 60 годишна, многу често кај таа жена ќе имаме извадена жолчка. Но никој не ја поврзува, не го поврзува Хашимото со извадената жолчка. Се разбира, значи имаме застој на самата жолчка, немаме правилен проток на жолчка, на жолчни соли, поради што кај овие пациенти, доколку, ајде вака да се изразам, како симптоматика што ќе забележат, доколку јадат малку помрсна храна или храна која што е богата на масти, ќе видат дека имаат промена во самата столица. Многу често можат да добиваат течни столици. И поради што, исто така, ги избегнуваат и самите масти. Ова е за самата жолчка, така да во овој случај се разбира додавањето на жолчни соли, знае да изиграе прекрасна работа кај овие пациенти. Друго нешто што можам да го набрајам е недостаток на ензими. Вообичаено како симптоматика, што ќе го видиме кај овие пациенти, е присуство на подуеност после прием на секој, речиси секој оброк, поради неколку фактори би рекла, но вообичаено се изразува со подуеност и укажува на тоа дека имаме недостаток на ензими. Во моментот во кој што вметнеме ензими, значи дефинитивно самата дигестија се подобрува, самата столица се подобрува, самото варење се подобрува. Дали тоа значи дека можеме да кажеме дека всушност Хашимото како проблем не е прво проблем на тироидната, односно не треба прво да ја средиме тироидната за да ни се средат дигестивните проблеми, туку треба да ги средиме дигестивните проблеми за да ни се оптимизира тироидната? Многу работи треба да средиме за да ни се среди тироидната. Значи, Хашимото, сум кажала милион пати, и покрај тоа што се третира како болест на тироидната жлезда, значи Хашимото не е болест на тироидната жлезда, Хашимото е автоимунно заболување, болест на имунитетот, кој што ја напаѓа самата тироидна жлезда. Нека да земеме просто еден ревматоиден артрит, кој што знаеме дека е автоимуно заболување, каде што имаме напаѓање на самите зглобови. Нека да земеме на мултиплекс склероза, каде што е автоимуно заболување кој што го напаѓа самиот мозок. И еден куп автоимунни заболувања каде што
пристапот или од тип на Базедов, значи кој што е функција на самата тироидна жлеза, каде што ова се автоимуни заболувања кои што воопшто тие ги само напаѓаат одредени органи во организамот, ги напаѓаат и ги уништуваат, но не се лично проблем, значи на самиот орган, а се проблем на самиот имунитет. Така да треба да го смириме, оно што треба да му направиме е да работиме на повеќе полиња дефинитивно, не станува збор само за дигестија. Дигестијата е само една проблематика, би рекла. Но она како крајна цел кон која што се стремиме е да направиме имуномодулација со кој што ќе го смириме имунитетот, да престане да продолжи да ја напаѓа тироидната жлеза. Зошто? Затоа што кој да е од вас, сигурно никој не е започнал со 100, ајде, нека да не споменувам, значи, марки би рекла, но сигурно почетната доза на терапија не ви е иста како сегашната доза на терапија која што ја пиете. Дали некоја сте се запрашале зошто е ова вака? Затоа што се додека вашиот имунитет продолжува да ја уништува тироидната жлеза, значи таа станува се повеќе уништена, во резултат на кое што се помалку и помалку станува способна да произведува тироидни хормони, во резултат кој што ќе резултира, се разбира, со тоа да биде потребна поголема доза на соодветен тироиден хормон, кој што ќе го замени, значи, она што не може да го направи самата тироидна жлеза. Докторке, кога ќе се спомне микробиом, што најчесто се случува на ниво на микробиом кај Хашимото? Значи, оно што сакаме да го разбереме е дека самиот микробиом представува еден екосистем од голем број на микроорганизми. И кога кажувам голем број на микроорганизми, зборувам за 8 трилиона микроорганизми. Така да, вообичаено кај Хашимото, оно што се случува е речиси секогаш имаме нешто што се нарекува дисбиоза, што значи дека имаме пореметување помеѓу балансот на добрите бактерии и лошите бактерии кои што живеат во самиот микробиом. Така да е дополнително нешто кое што знае да направи дигестивни проблеми, дополнително нешто кое што може да предизвика подоеност, се разбира, одвеликуваат и многу други проблематики, значи од типот на СИБО, од типот на СИФО, значи се дополнителни проблематики и некои други инфекции. Значи некои патогени микроорганизми и каде што не име местото, значи се исто така нешто кое што се многу често среќавани кај Хашимото. Кажете ми, кога веќе ќе се посомнеме, односно кога веќе ќе имаме дигестивни проблеми, кои анализи е окей да се направат? За дигестивни проблеми зборувам. Со Хашимото сме имаме веќе дигестивни проблеми, значи кои анализи е окей да се направат за да дознаеме дали нешто плюс се крие тука. Спомнавте за Хеликобактер пилори, да, спомнавте но би рекла зависно каде живеете. Затоа што од типот на Хеликобактер пилори дефинитивно е еден од многу честите би рекла инфекции кои што учествуваат во целата патогенеза на самиот Хашимото. Хеликобактер пилори доколку го има, да, ќе го фатиме во нашите лаборатории. Од тип на некои други инфекции е малку потешко да бидат, потешко е да бидат фатени барем во нашите лаборатории, би рекла. Многу често знам да ги испратам самите пациенти доколку се пособнувам врз база на самите симптоми да испитаат од тип на Ипштен-Бар вирус, кој што исто така знае да играе голема улога кај самиот Хашимото со многу страшна симптоматика, би рекла. Но доколку навистина сакаме да видиме што се случува на ниво на микробиом, она што ви треба се специјализирани тестови, кои што се од специјализирани тестови за фесес, кои што за жал не се прават кај нас во Македонија, доколку живеете надвор од Македонија, значи оно што можете да побарате е нешто од типот на GMAP, G-ефект, каде што ќе добиете многу јасна представа што се случува на ниво на микробиом. Дали имаме намалување на добрите бактерии, дали имаме отсуство на одредени бактерии, дали
на кои би рекла микроорганизми, патогенни микроорганизми кои што знаат да направат проблеми, имаме пораст. Значи овде можеме да испитуваме значи во однос на самиот leaky gut, значи постојат некои маркери од тип на зонолин кои што исто така се испитува. Постојат многу напредни специјалистички тестови, би рекла. За жал. За жал, ние не сме во таа бранша. Не сме стигнати уште таму за да можеме да ги правиме тие. Сметам дека во наредните години дека доста Апсолютно. дека ќе станат и кај нас достапни. Дали тука некаде можеме да ја спомнеме и целијакијата како проблем? Целијакија вака. Оно што сакам да го знаете е дека 1 до 3% од лицата со Хашимото едновремено имаат и целијакија. 1 до 3%. Сега, проблемот е, значи, кога се сомневаме на целијакија, доколку имаме многу изразена мала апсорбција, доколку видиме дека независно од тоа колку и да се трудиме да ги надоместиме дефицитите, значи не доаѓа до нивно до наместување, затоа што кај самата целијакија, значи буквално особено глутенот, значи нешто кое што не смееме ниту да го помирисаме, но имаме и голема мала апсорбција на минерали и на витамини. И доколку евентуално се посомневам, се разбира во тој случај единствениот начин за да биде докажана самата целијакија е земање на биопсија. Значи да, постојат неколку тестови кои што можат да бидат направени, но дефинитивно за да биде докажана е потребно да биде земено, значи биопсија и да биде хистопатолошки испитано. Тоа значи дека Хашимотото само по себе се активира еден куп други проблематики и дека треба сепак да бидеме на крајот од денот свесни за тоа што се може да предизвика самото Хашимото како автоимуно заболување. Имаме ли Хашимото? Имаме голем потенцијал од развивање на второ, на трето автоимунно заболување. И колку во порана возраст се е појавила самата болест, толку порано се редат и останатите автоимуни заболувања. Значи многу се сеќавам на едно момче кое што ми дојде, беше 27-28 годишно, кој што беше со 3 автоимуни заболувања. Кој што е реално жално, навистина жално, затоа што кај нас реално третманот на автоимуните заболувања е супресија на имунитетот. Кај зборуваме, Хашимото воопшто не се ни третира, значи воопшто не се зема ни во предвид како некоја посебна проблематика која што може да направи голем проблем, но веќе кога одиме кон развивање на второ или трето автоимуно заболување е место каде што се започнуваат да се даваат одредени видови на лекови кои што го супресираат самиот имунитет. Не! Сакаме да направиме модулација на самиот имунитет. Имуномодулација и да го смириме самиот имунитет. Не сакаме да го супресираме, сакаме да имаме имунитет. Овде е проблемот. Затоа и вие се разликувате во вашиот пристап, всушност. И тоа е факт. Да, значи дефинитивно. Затоа што на времето, кога јас патев од истата проблематика, видов дека и покрај тоа што имам завршено конвенционална медицина, сепак, значи, кога станува збор за автоимуни заболувања од тип на Хашимото, за жал, нудиме само третман откако ќе дојде до доволно уништување на самата тироидна жлезда, независно од тоа каква симптоматика се соочуваме. Симптоматиката е огромна кај дадени пациенти. Тука и ќе се стави во овој кош ќе се стави, например, не знам, извадена тироидна, а симптомите остануваат. Факт е дека не треба да се работи на тироидната, мислам, по некој логички редослед ако одиме, дека треба да се работи на нешто друго. Да, многу често знае зошто се вади самата тироидна. Значи, многу често не може да дојде да успееме да ја контролираме со самите лекови, поради што се препорачува да дојде до нејзино вадење, но тоа
И во овој случај, затоа што Хашимото е автоимуно заболување кое што само со себе води, значи, покачување на антитела. Имаме покачени антитела на тиропероксидази, имаме покачени антитела на тироглобули. Кај секој пациент различно, значи варираат бројките, огромни варијации имаме на самите бројки, но ова не го смирува самиот имунитет од кога ќе биде извадена самата тироидна жлезда. Се уште имаме хиперстимулиран имунитет кој што може да нападне некое друго ткиво или некој друг орган во нашиот организам и да биде, се разбира, да биде развиена друго автоимуно заболување. Тука може и да си го најдат одговорот на прашањето оние пациенти кои што, например, пишуваат од типот на пораки или, не знам, се јавуваат на телефони, прашуваат, ама дали нештото ќе функционира за мене, дали пристапот ќе функционира за мене, затоа што јас сум се извадена тироидна. Многу прашања имало такви. Да, се. Така што, дефинитивно, треба да знаат дека ќе функционира пристапот, затоа што не работиме на самата тироидна, работиме на, значи, на самиот имунитет. Сакам тука да ни кажете кога, например, ќе дојде пациент со Хашимото и со дигестивни проблеми, каков е вашиот редослед на средување на проблематиката? Од што почнувате прво? Со кој да е пациент, оно што почнуваме е прво детална анамнеза. Значи, не зборувам за анамнеза од 7 минутна проверка во ординација. Значи, зборуваме анамнеза која што е со време трајање од 1 час. Буквално, значи. Понекогаш многу повеќе. Многу повеќе, зошто 1 час? Затоа што од типот, значи, оно што го гледам е од почеток или од самото раѓање до денешен ден кај самиот пациент. Затоа што од типот, значи, гледам кои се тригерите кои што довеле до отклучување на самото заболување. Затоа што оно што го знаеме за Хашимото е дека секогаш имаме генетска предиспозиција. Дали тоа ќе биде од самите родители, макар што кај дел од самите родители може и да не биде пројавено самото заболување. Зошто? Затоа што епигенетиката или надворешните фактори се оние кои што ги отклучуваат самите гени. Сите ние имаме гени. Имаме гени за, можеби, за многу болести. Но дали ќе дојде до отклучување на самите гени, зависи комплетно од надворешните фактори на кои што сме изложени, буквално од самото раѓање. Нека да започнам, значи, и затоа оваа анамнеза трае толку многу време. Значи, нека да започнам, значи, од типот. Дали ова, да кажеме, пациентката, дали е родена по природен пат, каде што минува низ канал, би рекла низ самиот канал и ги прима првичните, многу важни бактерии кои што учествуваат во создавањето на првичниот имунитет на самото бебче. Значи, или е родено по царски рез. Потоа, дали во текот на своето детство е било болно дете кое што постојано било изложено на прием на антибиотици или на некаква друга терапија која што придонело до уништување на самиот микробиом или до некакви дополнителни проблеми. Дали имаме некои во самата адолесценција, значи дали имаме употреба на некакви работи, каква не е била храната, дали сме имале некакви стресови ситуации. Вообичаено секогаш кај Хашимото, значи имаме и стресна компонента, би рекла. Така да, детално прашуваме буквално за се што се случува кај самиот пациент. Од симптоми, од тоа како е текот на целиот живот на самиот пациент, одиме во многу детали. За да можеме да ја разбереме. Пак ќе речам, јас секогаш велам, Ана и Јана може да имат Хашимото, но тоа што се тригери кај Ана, не значи дека се тригери и кај Јана. Што значи дека тие нема да одат со иста, можеби, терапија, нема да одат со ист пристап, можеби ќе дадам различни насоки во однос на што треба да се фокусираат, би рекла. Така да, дефинитивно секој пациент е приказка сам за себе. Да им дадеме, ајде, неколку совети и решенија кои што ќе можат да ги применат пациентите кои што имаат Хашимото и се соочуваат со дигестивни проблеми. Која промена во однос на исхраната може да ја направат за да почувствуваат подобрување? Ама тоа да не биде забрана. Мислам, знам дека вие не давате забрани,
давате сугестии, така што која би Не, била со неколку препорака? златни правила. Со неколку Со неколку златни правила, Да. да. Значи, кога одиме со исхрана, дефинитивно одиме со нешто што се нарекува, јас би го рекла, модифициран палео протокол. Не одиме со автоимунен протокол, затоа што во мојата работа со илјадници жени со Хашимото, оно што го имам утврдено дека повеќето од нив немаат потреба од толку стриктна рестрикција, затоа што реално автоимуниот протокол е многу стриктен протокол и е многу тежок за спазување на никаков начин, би рекла. Оно што го имам утврдено со текот на работата е дека дури и самата палео, исчистена палео исхрана, значи и на истиот начин, значи во можеме да ја модифицираме до степен каде што во 95% од случаевите, значи ќе бидат средени сите пациенти со Хашимото или можеби 99%, само еден многу мал процент кои што можеби се чувствителни на одредени намирници, нема да тука ќе имаат проблеми при прием на самата храна и овде се модификациите каде што ги правам со тој пациент, но нема зошто да ги рестриктирам самите пациенти, значи затоа што не е издржливо на долга стаза. Сега се разбира дека глутенот и лактозата се нешто кој што ги исфрлам, особено во фазата на елиминација, затоа што имаме нешто што се нарекува фаза на елиминација, имаме фаза на реинтродукција. Но што можам да посоветувам? Сакате да се фокусирате секој оброк да ви биде составен минимум од 30 грама протеин. Зошто? Затоа што барем 60% од лицата со Хашимото едновремено имаат инсулинска резистенција. Ова е правото нешто. И кога денот ќе го започнете со доволна количина на протеин, значи во текот на денот, затоа што многу често како страничен симптом, значи имаме и хроничен умор. Речиси задолжителен симптом на самиот Хашимото. Значи ќе имаме едно стабилно ниво, значи на нивото на инсулин во крвта. Другото нешто што е, значи може да биде на почетокот, особено во почетокот, значи да бидат полесно сварливи обруци, би рекла. Сепак треба да се одржа доволна количина, но полесно сварливи и да ги направиме дали ќе бидат под готвени, дали ќе бидат под формата на смутиња, значи на некаков начин треба, значи полесно да направиме, затоа што секако имаме проблем со самата дигестија, значи да направиме да го лесиме целиот процес на дигестија. Се разбира, додаваме каде што е потребно во зависност од самиот пациент. Додаваме соодветни компоненти кои што ги сметаме за дефицитарни. Друго нешто што не сакате да правите дефинитивно е кафе на гладен стомак. Значи сакате кафето да го задолжително да го преместите, значи после самиот појадок доколку консумирате кафе. Би рекла дека ова се, значи, некои работи кои што можат да им дадат на лицата со Хашимото некаков добар старт. Макар што кај нас кога одиме со протоколи, да се разбереме. Значи не е толку едноставна, ајде, еве ти исхрана безглутенска, безлактозна исхрана и тере. Одиме со протоколи, се фокусираме на неколку работи, се фокусираме на црандроп. И кога зборуваме за црандроп, не зборуваме за детокси, затоа што доколку правите, некој од вас доколку се е нафатил да прави детокси со форсирани детокси, за кои што велам јас, може да се направи поголема штета. Значи потоа имаме адренален протокол, каде што се фокусираме на регулација на стресот, затоа што, како што кажа, една од компонентите на самиот Хашимото е дефинитивно проблем со самиот стрес и одговор кон дадена стресова ситуација. И знаеш што, Маријана, постои нешто што се нарекува автоимунен профил. Дали знаеш како изгледа еден автоимунен профил? Ова во 99% се жени кои што себе си се ставаат на последно место, потребите на останатите, дали ќе е членови на семејството, дали нивни блиски ги ставаат пред нив, секогаш се многу често знаат да бидат перфекционисти, многу често, значи, знаат да си ставаат се насраце, кое што дополнително им ствара многу дополнителен стрес. И ова е местото каде што треба да научиме малку да го променуваат начинот на мислење, каде што малку себе си ќе се стават на прво место,
Затоа што во тој случај дефинитивно секоја една од моите жени која што се е ставила себе си на прво место, излегува многу подобра варијанта од неа. Тогаш таа станува многу подобра мајка, многу подобра сопруга, значи многу подобра за останатите. Ова е малку може и надвор од темата, но важно е. Важно сепак е да се значи сакам да кажам дека работата е комплексна, не зборуваме за некаква си исхрана. И на крај, кога ќе веќе ги имаме поставено темелите, затоа што на црниот дроб работиме вообичаено затоа што имаме натрупување на доста токсини, значи кај самиот Хашимото чисто имаме мутации поради што е отежнато, значи сврлањето на самите токсини и останатите работи, гледаме да ги надоместиме самите дефицити во меѓувреме. И потоа веќе кога ги имаме сите темели и кога зборуваме на темели, сакаме стабилен сон, сакаме стабилна енергија, сакаме редукција на стрес, значи веќе минуваме кон дигестивен тракт или кон дигестивен протокол каде што ги решаваме сите дигестивни проблеми доколку се уште постојат. И тогаш веќе се насочуваме значи кон дали ќе биде тоа инфекции, дали ќе биде значи средување на самиот микробиом, дефинитивно работиме на самиот микробиом, на самиот ликигат работиме, така да би рекла дека е процес. Би рекла дека е процес, но дефинитивно според мене си заслужува. Тоа дел од гледачите и не го знаат, не знаат ни што се поминуваме кога работиме за Хашимото. Значи, она што најчесто се прави е опција од типот на заедница, она што го избираат пациентите, опција од типот на заедница, каде што имаме групен пристап и каде што ги следиме тие протоколи всушност. Сакав да ве прашам дали заради тоа што дигестивниот тракт како проблематика и дигестивните проблеми се најтешка состојба за средување, па е ставена последна, ама добро е што објаснивте дека мора прво да се оптимизираат. Да. Сакаме да градиме куќа на стабилни темели. Апсолутно, се согласувам со тоа. Не сакаме кое што ќе направи, потоа да немаме многу поретки релапси, многу поретко враќање на дадена симптоматика, кога веќе ќе ги имаме поставено темелите. Спомнавте дека се фокусираме на дигестивни проблеми ако се уште ги има. Дали тоа значи дека уште во, не знам, протокол за црн дроп, ајде не протокол за црн дроп, ама па и протокол за црн дроп ќе му дојде. Често, да, може дали да... уште во првите 14 дена, затоа што неколку пати наназад сме спомнувале дека тој протокол го држиме 14 дена оптимално, дали се случува во тие 14 дена тие да ги изгубат или да се поднамалат драстично дигестивните проблеми? Дефинитивно, да. Кај голем дел од пациентите доаѓа до намаленост на дигестивните проблеми уште значи на самиот почеток би рекла. Но кај дел од пациентите се уште кога ќе стасаат до дигестивен протокол, се уште имаме дигестивни проблеми, каде што се разбира и ја бараме причината за овие дигестивни проблеми. Може да биде присуство на паразити, може да биде како што споменав СИБО, може да биде СИФО, може да биде некаква дисбиоза. Сите овие предизвикуваат значи огромна дигестивна дигестивни проблеми. Така да откако ќе ги решиме, тогаш значи веќе влегуваме во нешто што се нарекува реинтродукција. Ова значи дека започнуваме да воведуваме, откако самиот пациент ќе биде стабилен, да се разбереме. Значи нема да има дигестивни проблеми, нема да има никакви дополнителни симптоми. Кога ќе ми биде доволно стабилен еден пациент, започнуваме со реинтродукција, тоест со воведување на забранетите намирници. И ова воведување оди многу бавно, по една намирница на 3 дена, затоа што можеме да имаме интолеранција, но можеме да имаме и сензитивност, која што представува одложена реакција и може да даде симптоми до 72 часа по консумација на одредена намирница. И кога зборувам за сензитивност, вообичаено нема да биде дигестивен проблем. Значи, кај нас може и не е толку запознаето, но од типот на мигрени, од типот на постназален секрет, од типот на некаква необјаслива кашлица, значи се дефинитивно, или некакви можеби акни би рекла, се дефинитивно, болки во зглобови, се дефинитивно симптоми, многу често знаат да бидат симптоми на сензитивност кон одредена храна. Затоа ги оставаме оние 72 часа по прием на една намирница, тестираме една по една намирница при самото воведување, за да видиме
точно која намирница смета или не смета кај соодветниот пациент. И пак ќе кажам, кај Ана едни намирници ќе сметаат, кај Ана други намирници ќе сметаат, поради што на крајот, крајната верзија на исхраната на Ана ќе биде различна од крајната верзија на исхраната на Јана. Значи дека едноставно влегуваме во некоја фаза, поточно во повеќе фази, влегуваме во фаза на елиминациона исхрана, каде што се работи врз база на таква исхрана, после имаме фаза на реинтродукција и под дефолт тука треба да кажеме дека пациентите не треба да сметаат дека ќе бидат на некаков си режим доживотно. Она што секогаш го прашуваат, дали ова е на долгорочен план или е нешто кое што треба да се применува 3 месеци, 6 месеци, дури да се постигне таа некоја си оптимизација и тоа некоја си средување или прекинува некаде. Мислам дека не им е јасно дека она што го правиме всушност кога работиме на Хашимото е оптимизирање, односно правење на едноставно исхрана која што е погодна за нив самите како пациенти, за нивната здравствена состојба, со цел таа исхрана да не мора да биде рестрикција на ништо понатаму. Ако ние стабилизираме се, да, ќе треба да се одбегнува глутен, да, нема да треба да претеруваат со лактоза, меѓутоа може да си приуштат некогаш да... Јас секогаш го кажувам она правило, Да кршнат 80-20. Значи, откако веќе ќе завршат со протоколи и сите останати работи, значи, во тој случај, и кој да е пациент, не мора да е за Хашимото, може да е со полицистични јаници, со инсулинска резистенција, значи, откако ќе биде средена самата проблематика, од тип на повремено, би рекла, доколку не станува збор за целијакија, доколку не спаѓате во оние 1 до 3% од пациентите со Хашимото кои што едновремено имаате целијакија, во тој случај, значи, доколку вие еднаш месечно, би рекла, консумирате лактоза или консумирате глутен, нема да влијаат на останатите 80% доколку се храните, би рекла, соодветно. И кога еднаш самиот организам, ова е нешто многу важно кое што сметам дека самите пациентки не се доволно запознаети и не можат да го разберат. Значи, кога самиот пациент во за извесен временски период, затоа што вообичаено држат диети кои што не се одржливи. Значи, се ставени на диети. Ние овде не одиме со диети, не броиме калории, не броиме, значи, нема. Ги учиме на кој начин да се хранат. И во тој случај, значи, поради тие не диети, би рекла, нема табели, нема, значи, калории, нема броење, се разбира, значи, сакаме да имаме оброци, имаме неколку златни правила, значи, не сакаме дополнително да грицкаме помеѓу самите оброци, тоа не значи дека не ни е дозволено да десерти веднаш по завршувањето на самиот оброк, но сакаме да имаме стабилен инсулин во текот на целиот ден. Поради што? По завршувањето на самите протоколи, значи, би рекла, не сакаат да се вратат на брза храна. Кој да е пациент кај мене, нема да му речам, оди врати се да јадеш брза храна и ултрапроцесирана храна. Но кога организамот ќе се научи на убава храна и на здрава храна, колку и пред тоа да бил зависен од ултрапроцесирана храна, рафинирани шеќери, верувајте ми дека при повторен прием, да речеме за 3-4 месеца, при повторен прием на, би рекла, ајде, затоа што црна чоколада е нешто што е дозволено, нормална чоколада е нешто што не е дозволено. При прием на нормална чоколада, значи нема да им биде вкусно воопшто. Или при прием на некоја намирница која што пред тоа се велеле дека нема шанси без таа намирница да живеат, значи после не сакаат да ја видат. Многу често среќавам. Нешто што сега се сетив е да ве прашам, има случаи каде што, например, ќе дојде пациентка и ќе се жали дека чувствува има дигестивни проблеми кога јаде салата и растителни влакна. Може. На што се должи тоа? Може. Значи, може да се случи
Многу често се, нека и сите, но би рекла многу често се случува. И може да каже се хранам здраво, значи јадам салати и сите останати работи, но се уште имам подојност. Значи на што се должи? Прво, самите салати се сирови. И кога се сирови, значи тогаш е потребно дигестивниот тракт да работи со поголем капацитет и да има доволно материја, би рекла доволно ензими за да може да ги преработи сите овие намирници или самите салата да може да ја преработи. Но вообичаено таа салата заостанува во дигестивниот тракт малку подолго време поради што ферментира и самата ферментација предизвикува чувство на подојност и вообичаено кој што заедно оди рака под рака со би рекла зголемена количина на гасови. И во овој случај, значи ова е причината зашто се хранам здраво, јадам салати, но се уште сум подоена е една од причините. Затоа што имаме дефицит на одредени работи. Кога ќе го решиме тој дефицит, тогаш салатите нема да бидат никаков проблем. Кога сме кај дефицитите не знам зошто, ама секогаш ги поврзувам со суплементи. Не знам зашто. Следното прашање сакав да биде кои суплементи имаат смисла кога станува збор за дигестивни проблеми. Што можеме да внесеме од суплементи за да се намалат дали За дигестивни проблеми за Хашимото? Да, дигестивни проблеми за Хашимото. Во ред. Значи, на кој начин пристапувам? Значи, овда е местото да споменав. Во дигестивен протокол работиме веќе на дигестивните насредување и наградење на самата микрофлора. И создавање на самиот микробиом, на еден квалитетен микробиом. Друго нешто што сакам да напоменам е дека голем дел од имунитетот се наоѓа точно во дигестивниот тракт, така да сакате да имате сосема здрав микробиом, каде што оно што би го препорачала како додатоци се дефинитивно L-глутамин од типот на цинкарнозин. Значи, запомнете, не цинк-пиколина, не некој цинкарнозин. Специјално, значи, специјален вид на цинк кој што ја го подобрува интегритетот на ѕидовите на самиот дигестивен тракт. Другото нешто што би го препорачала е постепено започнуваме да воведуваме пробиотици. Многу често пациентите знаат да ја направат следната грешка. Значи, има дигестивни проблеми или слушнале дека пробиотици можат да помогнат и нешто друго и внесуваат пробиотици на своја рака. Но овие пробиотици им прават дополнителни дигестивни проблеми и поголема подоеност. Значи, затоа е она што велам, значи прво треба да ги направиме темелите, потоа да градиме. Затоа што вообичаено кај голем дел од оние пробиотици што се кај нас на пазарот во Македонија реално содржат нешто што се нарекува и пребиотици едновремено, што значи или фруктолигозахариди или линолин. Така што овие пребиотици се прекрасна храна доколку се уште имаме нерешени инфекции. Дали ќе се габични инфекции, дали ќе бидат некакви други бактерии, така да дополнително ќе дојде до поголема изразеност на самите дигестивни проблеми. Затоа кога одиме дури и со пробиотици, внимаваме какви видови на пробиотици внесуваме, со тоа што правиме, би рекла, ротација на самите пробиотици со цел да овозможиме максимална популаризација на самата цревна флора со добри бактерии. Така да ги ротираме самите пробиотици, каде што користиме Saccharomyces boulardii, каде што користиме комбинација од ацидофилус и бифидобактерии, каде што користиме спорбиотици, ние ги користиме, вообичаено не ги користиме едновремено, туку ги едно по едно ги користиме. Така да би рекла ова е за создавање на самата флора. Не зборувам за лекување на инфекции. Значи, каде што ме праша пред малку што она што го користиме кога имаме дигестивни проблеми. Ова е за средување, значи веќе откако сме ги решиле сите дигестивни, би рекла сите инфекции откако сме ги решиле. Затоа што се разбира, третманот доколку имаме Helicobacter pylori или доколку имаме некаква друга дигестивна инфекција, значи третманот ќе биде различен, или имаме некакви паразити, или имаме сосема некаква друга инфекција, имам некаква си Ешерихија сибо.
или некакви габични инфекции, да кажем, од типот која што всушност представува СИФО или small intestinal fungal overgrowth, каде што имаме пораст на габични инфекции во тенкото црево, каде што воопшто не имаме местото. Местото име во дебелото црево, во мали количини, кои што живеат во симбиоза со останатите микроорганизми внатре. Проблемот е кога имаме оваа дисбиоза, кога имаме намалена количина на добри бактерии, каде што се создаваат прекрасни услови за пораст на оние патогени микроорганизми, се разбира доколку им дадеме соодветна исхрана, од типот на рафинирани шеќери, од типот на би рекла как од типот на инулини или на некои дополнителни работи, ќе направиме поголема штета. Ќе си останат, ќе се зголемат. Ќе се зголемат. Да. Ќе се зголемат и ќе почнат да се пројавуваат не само како подоеност, туку веќе ќе прогресираат и можат да бидат како да се пројават како вообичаено се пројавуваат веќе кога имаме преголем пораст, да кажем, јас имам кандидата за пример. Значи како орална кандидијаза, вагинална кандидијаза или кандидијаза на самиот хранопровод, значи многу често. Но вообичаено ова е крајното место каде што го гледам. Всушност е кандидијаза уште на ниво на дигестивен тракт правично. Што користите за читање на мисли? Следното прашање ми беше тоа, инфекции ми доаѓа на ум кандидата како проблем со кој што сериозно. Ми беше прашањето, да, кандидата е многу честа. Многу честа проблематика. Многу честа и многу повторувачка, дури на нерви оди од толку многу што се повторувачка затоа што нема правилен пристап кон незиното лекување, значи не можеш ти да лекуваш би рекла кандида без да ги адресираш сите фактори кои што придонесуваат за незиниот пораст. Значи не можеш да нема да споменувам сега фирми. Не можеш некаква ајде би рекла кај жените особено. Една вагинална кандидијаза да ја решиш со вагиналетка. Со вагиналетка и евентуално може да биде дадено и нешто орално, не е тоа начинот. Значи локално сепак за кандидијазата, кога зборуваме конкретно за неа, локално не е баш најдоброто решение да се решава локално. Не е само локално, значи многу често знае да биде во комбинација со орален прием да кажеме на антифунгално средство, но пак и тоа не е начинот да го решиме. Значи она што треба да го направиме да направиме пред малку споменав, значи, зошто имаме пораст на самата кандида? Затоа што имаме недоволна количина на добри бактерии кои што поради што се создаваат идеални услови. Едниот фактор. Другиот фактор е консумација на храна која што ја храни самата кандида. Така да постојат многу фактори кои што допринесуваат за пораст на самата кандида. Тоа значи дека гледачите треба да знаат дека постои друг начин на лекување на кандида, како проблематика која што сосема е различен начин од она што досега ги лекувале, доколку сакат да се спасат од хронична кандидијаза, пристапот е сосема различен. Доктор Марија, благодарам многу за обавиот разговор. Се надевам дека на гледачите ќе им се утвори малце светогледот и ќе сфатат дека не секогаш треба да се земе нешто против киселината што ја имаме и дека можеби е заради недостатокот на киселина тоа. Дефинитивно и јас научив многу работи од ова. Никогаш не мислев дека толку многу проблематики ќе се поврзат фактички со дигестивниот тракт, без разлика дали имаме хашимото или немаме хашимото. Така што ова е колку само имаме малку зборувано за дигестивни проблеми. Се надевам дека ќе зборуваме во некоја следна епизода многу повеќе и многу подетално, затоа што верувам дека ќе сакам и да разгледаме неколку случаи од типот на симптоматика, која е, значи решенија и слично. Сметам дека голем дел од нашата популација се соочува со дигестивни проблеми, кои што за жал третманот не им го дава соодветното решение. Мене ми е фасцинирачки фактот дека си го препишуваат како нормално. Океј е да имам дигестивни проблеми. Не сите. Не сите. Да, ма се навикнуваат, зборот ми дека се навикнуваат да живеат со нив. Да, затоа што никој не им нуди решение, значи каде и да одат сите им велат здрав си, нормално ти е на база на стресие, значи имаш иритабилен колон, иритабилниот колон е симптом само, значи симптоматика на нешто, иритабилен колон.
Во следна епизода Во да им најавиме. мислам дека нека да се сопрам тука затоа што ако почнам да продолжам да зборувам, значи Да најавиме тогаш следна епизода некоја од следните епизоди во втората Дефинитивно сезона ќе дека ќе зборуваме. биде ќе зборуваме за подетално. дигестивни проблеми. Апсолутно. Благодарам многу. Исто, Марија. Вам ви благодарам што не гледавте. Ако се пронајдовте во епизодата, се надевам дека знаете каде да ја најдете. Долу во описот на видеото ги имате нашите линкови од социјалните мрежи, нашата мејл адреса исто така што секогаш може да не контактирате, ако во случај сакате нешто да видиме дали ќе може да се реши или не. Ова беше втората епизода од втората сезона од подкастот. Со вас се гледаме во следната епизода.